Со мерење шеќер во крвта и крвен притисок на случајни минувачи, денеска во Штип се одбележа Светскиот ден за борба против дијабетесот. Иницијативата е на студентите по медицина при Универзитетот Гоце Делчев во соработка со невладини организации. Целта на акцијата е да се подигне свеста кај граѓаните за превенција и контрола на дијабетесот. Во овој Светскиот ден за борба против дијабетесот, овде по иницијатива на студентите од Факултетот за медицински науки при Универзитет Гоце Делчев, преку невладината организација СОМА, која припаѓа на студентите, заедно со членовите на НЕЦИ, организираме бесплатно мерење на шеќер во крвта и на крвен притисок на случајни минувачи и граѓани со цел да ја подигнеме свеста за превенција и контрола на дијабетесот. Денес имавме еден мобилен тим кој мереше шеќер во крвта во текстилни конфекции во градот и овде имаме еден штанд кој мери во Штип Сити Мол, кој мери шеќер во крвта на случајни минувачи. Граѓаните пред се повозрастните се задоволни од ваквите акции кои се спроведуваат во Штип. Велат на ваков начин вршат контрола и водат поголема грижа за сопственото здравје, без при тоа да трошат дополнително време и пари. Мери ми шеќер и притисок, супер. За години вика добро е. Треба да има често пати вака за пензионери, иначе со нашите мали пензии не се оде на лекар да плаќаш се. Треба самите да си водиме контрол. Никој не може друг да ти води од страна. Мериме, добро е. Супер. Треба почесто пати да има. И за друго нешто треба да има, не само за притисок и за тоа. Треба добар е, нормално е, мислам, не е толку страшно, така ми кажа. Притисокот варира малку. Акцијата која започна од утринава е задоволителна, а иста ваква акција е спроведена и во Скопје. Во текот на денешниот ден можеби испитавме шеќер во крвта на околу 100 граѓани, што за нас представува голема бројка во текот на оваа иницијатива. Исто така имаме поставено и ваков штанд во Скопје, во Рамстор Мол, заедно преку соработка со организацијата ЕМСА. Последните анализи покажуваат дека 1 од 10 возрастни луѓе имаат дијабетес, а над 90% од граѓаните имаат дијабетес тип 2.